на сите, добро дојдовте во втората наша вонредна епизода на Јустинијан збори. Откако зборевме пред едно 2-3 недели за референдумот кој се случи на Правниот факултет Јустинијан I во однос на одлуката на самиот факултет за електронско полагање. Сега се собравме тројцата заедно со претседателот на Универзитетското студентско собрание Боријан Ефтимов да позборуваме за мерките кои Универзитетското студентско собрание при УКИМ ги предлага за време на корона, а поврзани со студентите. Од така нема да должиме многу. Ти давам збор тебе, Боријан, чисто да ни образложиш нешто повеќе околу тоа и да ни кажеш што и како се случува на тој план моментално. Фала, Џоле. Здраво на сите тројца и на гледачите. Да не должам да преминеме кон главното, и онака се случува предолги да ни се емисиите. Што се случува во однос на економските мерки? Прво, ќе почнам малце поназад, што се случува во однос на економската ситуација на студентите. Според истражувањето кое го направивме ние како комисија за студентски стандарди, комисија за финансии во рамките на Универзитетското студентско собрание, околу 70% од студентите се финансираат од приходи од семејството, а 30% се финансираат самостојно. Ова е во редовни околности, а сега не се редовни околности, како што знаеме, поради здравствената криза, надојде и економска криза која сега започнува и веројатно ќе има сериозни последици во однос на економската ситуација на студентите и нивните семејства. Од тука, ние како Универзитетско студентско собрание започнавме да размислуваме за предлог економски мерки кои ќе бидат една поддршка за студентите и нивните семејства кои се најпогодени од кризата. И откако дискутиравме и на седници на Универзитетското студентско собрание дојдовме до заклучок дека треба да имаме повеќе сетови мерки, односно краткорочни мерки кои ќе имаат за цел да ја ублажат ситуацијата кај економски најпогодените семејства и студенти, и среднорочни и долгорочни мерки кои ќе имаат повеќе структурен пристап и треба да се осмислат економски образовни политики кои долгорочно ќе обезбедат финансиската сигурност на студентите и од кога тие ќе имат финансиска сигурност, ќе можат посериозно да се посветат и на своето образование, на доградба, зашто бенефит ќе има целото општество. Така што кога се зборува за економски мерки и општо за финансирање на образованието, не треба да се гледа како на трошоци на државниот буџет, туку како на инвестиција во иднината, бидејќи преку образованието ние целото општество на крајот ќе имаме бенефит. Без разлика дали сте студент или не сте студент, на крајот бенефитот е општествен, јавен. Како што реков, ги поделивме мерките на краткорочни и долгорочни. Со краткорочните мерки сакаме да ги таргетираме најпогодените семејства. Свесни сме дека оваа криза ги опфаќа сите граѓани, па поради тоа решивме и ние да таргетираме онаа социјална група која е директно погодена од кризата. Во однос на краткорочните мерки предвидуваме 2 вонредни социјални стипендии, 2 вонредни образовни додатоци кои ќе опфатат круг на студенти и семејства кои се погодени, односно првата мерка вонредна социјална стипендија по теркот на редовната социјална стипендија, каде што за која што компатибилно, односно ќе може да аплицираат во Министерството за образование и наука, ќе бидат студентите чии семејства, под семејство се подразбира родители и студент, чии семејства остваруваат помалку од 14.000 денари по член на семејство. Што значи ова? Ова значи дека бараме вонредна социјална стипендија во вредност од 6.000 денари да добијат студентите чии што семејства имаат она најнисок степен на приходи. Односно, доколку се работи за 3-члено семејство, тоа би било 14 по 3, 42.000 денари. Доколку семејството има 42.000 денари месечни приходи и при тоа финансира студент,
тогаш е компатибилно за стипендија. Доколку се работи за 4-члено семејство, приходи од 56.000 и така натаму. Односно ги таргетираме оние кои имаат најмали приходи, приходи во период од септември до февруари на месечно ниво. Приходи, во приходите влагаат било кој основ, дали се работи за редовни примања, дали се работи за приходи од издавање на недвижности, приходи од авторски права, од земјоделие и така натаму. Било кој, меѓутоа се собира целиот доход на семејството, доколку е помал од 14.000 по член на семејството, тогаш тие студенти се да бидат достапни за оваа воредна стипендија во вредност од 6.000 денари. Втората воредна стипендија за студенти кои ќе докажат дека тие или некој член од семејството го изгубил работното место во март или април месец, односно доколку некој член од семејството останал без работа или доколку студентот останал без работа, повторно да бидат компатибилни за воредна социјална стипендија од 6.000 денари. Со ова ги таргетираме и оние кои редовно остваруваат пониски примања и се погодени од кризата очигледно, и оние кои останале без работа во месеците март и април. Така што се обидовме да опфатиме што е можно повеќе студенти кои на вистина имаат потреба од овие воредни социјални стипендии. Нашиот предлог до Министерството е на почетокот на април да се објави конкурс, каде што студентите ќе аплицираат и веќе до средината, забрзан, скратен конкурс, веќе средината до крај на мај да се исплатат овие средства, кои имаат за цел да ги покријат трошоците кои моментално ги имаат студентите во однос на своето образование, кои иако се намалени, сепак постојат. Тоа е во однос на... да би сакал да Борин да те прашам доколку може, фактот, нели, бидејќи гледаме дека различни групи во општеството бараат помош од државата и незините структури од буџетот, колку мислите дека овие решенија би биле прифатени од страна на Министерството, со тоа и од владата? Да, со оглед на моменталната ситуација, сите имаат потреба, различни групи имаат различни потреби. И ние свесни за економската ситуација во која се наоѓаат сите граѓани, вклучувајќи и државата се наоѓа во лоша економска ситуација, одевме кон таргетирање на најпогодените од кризата. Не одевме со барање сите студенти да добијат социјална воредна стипендија, не одевме, гледавме таму каде што е најпотребно, таму да се усмерат средствата. Јас се надам дека ќе наидеме на позитивен одговор, бидејќи пред се не се работи за преголеми суми на ниво на државниот буџет и се работи за суми кои би се дале директно на студентите кои се најпогодени, значи оние кои најмногу имаат потреба. Доколку државата смета дека студентите се во центарот на нејзиното внимание, помогне оние студенти кои се најпогодени. Мислам дека има да речеме некои позитивни вибрации, така да ги кажам, и надеж дека ќе успее да се издействува воредна социјална стипендија во овој облик ние која ја бараме или некој минимално видоизменет, меѓутоа суштината да остане иста. Пред да поминеме на другите мерки кои како собрание ги планирате, сега да прашам прашање кое мене ме засега, знам дека и голем дел од студентите ги засега, односно тие кои што се прифатени да добијат стипендии оваа година. Каков е, што во моментот се случува и дали имате контакти со Министерството во однос на тоа кога ќе бидат исплатени и како ќе бидат исплатени стипендии за оваа учебна година? Според информациите до кои стигнав и до кои што стигна останати членови на УСС и факултетските студентски собрања, сите стипендии ќе бидат исплатени до крајот на месец април. Што повторно ќе кажам, според мене, секоја година имаме истата пракса и секогаш постои неизвестност кога ќе се исплатат средствата. Сега може би е време на криза, меѓутоа тоа се повторува години и години уназад. Министерството за образование и наука мора посериозно да се свати својата работа
и да има посериозен пристап и структурен пристап и пристап кој ќе гарантира сигурност за студентите. Студентите да знаат кога ќе ги добијат стипендиите, а не да мора да се распрашуваат, да бараат информации дополнителни, па тек тогаш да бидат информирани. Зашто? Зашто Министерството не ги информира студентите однапред. Каков е планот, каква ќе биде динамиката на исплаќање и се што е поврзано не само со стипендиите, туку воопшто со се. Мораме да имаме министерство кое ќе го подигне нивото на работа, тоа што е изминатите 30 години. Да, Борјан, ти спомна заедно со краткорочните дека се подготвуваат и се спремат некои долгорочни и среднорочни мерки. Ако може нешто поќе околу тоа. Значи, Универзитетското студентско собрание ги повика надлежните институции и сите субјекти кои работат со млади, со студенти, на социјален диалог, каде што заедно сите ќе разгледуваме економски, образовни мерки, кои ќе треба во иднина да ја олеснат економската ситуација и да гарантираат сигурност за студентите. Зашто е ова вака? Не се само студентите кои се погодени сега од кризата ќе биде подолготрајна, сите ќе трпиме економски товар, се не само заради домашната економија, туку и голем дел на студенти своето образование го финансираат преку work and travel. Тоа оваа година нема да се случи, така што многу значајни средства од кои студентите го финансираат своето образование нема да ги остварат ова лето. Така што мора како студентско представничко тело, но институциите да изнајдеме начин да им се олесни економската ситуација на сите студенти, како би можеле да се фокусираат на образование. Ние моментално не нудиме, иако работиме на многу различни решенија, не сакаме да избрзаме, бидејќи потребен е структурен пристап. Потребен е пристап каде што идеите ќе бидат дискутирани со различни субјекти, каде што идеите преку дискусија, преку критика ќе бидат унапредени и ќе го дадат вистинското решение. Ние не сакаме да бидеме популисти кои ќе нафрлат 20 мерки и ќе речат ова е решението. Така може лајкови на Facebook да заработиме, меѓутоа нема да стигнеме до оптималното решение кое ќе биде од корист на сите студенти. Не интересираат лајкови на Facebook, не интересира структурни политики кои ќе придонесат за подобра економска ситуација на студентите, а со тоа и до поквалитетно образование, бидејќи вие не можете да имате квалитетно образование ако студентите секој ден мислат со празен стомак. Ако студентите немаат доволно финансии за да си набават литература, но не само литература, во изградбата на студентот како индивидуа има и низ културни настани, изградбата како целосна личност, студенти кои не можат да си дозволат да отидат во музеј, во театар, да прочитаат нешто надвор од задолжителната литература, тогаш не може да очекувате дека тие ќе се развијат во носители на позитивните промени во општеството. И поради тоа сметаме дека мораме да имаме структурен пристап преку кој сите засегнати страни ќе се вклучат целосно посветено и ќе го дадат својот придонес за да изнајдеме идеални решенија. Ние имаме околу 10 и Димитар е председател на Комисијата за студентски стандард во Универзитетското студентско собрание. Комисиите за студентски стандард и за финанси веќе 2-3 недели работат на ова, меѓутоа со 2-3 недели и со затворен круг на луѓе нема да најдеме оптимални решенија. Треба сите да седнат на маса и сериозно се посветат за да можеме делумно да ги минимизираме негативните последици. Борјан, пред едно 25-6 дена ни гостуваше во првата епизода на подкастот. Тоа е 1 април, почеток на месецот, еве сега сме 25 ние кога снимаме, а 26 кога ќе излезе овој вонреден подкаст. Тогаш зборевме најпоеќе за што во моментот се случува во образованието, тоест во високото образование,
околу онлайн предавањата и полагањата. 3-4 недели покасно, каква е ситуацијата на универзитетот и дали овој проблем е решен или се уште се решава? Овој проблем нема да биде решен, пошто е премногу сериозен проблем да се реши за еден месец. Као што кажав, треба само колку што е можно повеќе да ги минимизираме последици. Бидејќи да бидеме реални, македонското образование беше застанато децении во место и не може да се очекува дека за еден месец ние ќе влеземе во 2020 година. Меѓутоа, пак ќе кажам и на мој изненадување, искрено, релативно добро се снаоѓаме со ситуацијата. Се снаоѓаме кога велам, мислам на целата академска заедница, бидејќи предавањата во најголем дел, сепак не може да 100% да очекуваме, меѓутоа во најголем дел се одвиваат онлайн. Студентите во најголем дел слушаат предавања, добиваат материјали, можат, колку што дозволуваат условите, да го продолжат својот образовен процес. Во однос на испитите, имаме УКИМ како универзитет им дозволува на сите факултети автономија, самите да утврдат дали има услови за спроведување на испити и ако има услови дали ќе ги спроведат. Некои факултети спроведуваат, некои не, тоест пристап на факултетите, мојот став е јасен, повеќе пати го имам кажано, не сметам дека треба да има онлайн полагање и не сметам дека треба да има плукни залепи решенија кои потоа се покажуваат катастрофални. Сепак процесот на полагање, на студирање не е едноставен процес и не може студентите да бидат експериментални, да се спроведува експеримент во живо над студентите. Имаме случаи на повеќе факултети каде што се обидоа, па испадна многу негативно, студентите се многу незадоволни од онлайн полагањето. Не знам дали некаде, можеби некаде има и позитивни примери. Како и да е, тој проблем останува да виси, останува неизвестноста дали ќе има можности во јуни физички да се присуства на испитите, доколку нема можност во јуни, дали ќе има можеби во јули или ќе отиде низ вода. Како и да е, треба сите студенти да бидат свесни дека никој не може да го поништи семестарот или да им го одземе образование. Решение ќе се најде и не треба да се плашиме дека ќе отиде ова низ вода, бидејќи нема да отиде низ вода. Никој нема да дозволи, барем студентското собрание нема да дозволи поништување на семестри, поништување на предавања, поништување на целиот труд на студенти. Така што решение мора и ќе се најде, ако нема онлайн полагање. Јас сметам дека не треба да има, за да чуваме колку толку квалитетот кој е останат, да имаме гаранција за истиот, а за решение ќе се најде. Решение ќе се најде ако има волја, кај студентите има волја дефинитивно, треба да има волја и кај наставните кадри, дека ова се вонредни околности и дека можеби ќе треба да останат на работа, да спроведуваат повеќе испитни сесии, да им овозможат на своите студенти да полагаат според сите стандарди. Не е помош од професорите ако им дозволат на сите студенти да положат без учење со некој онлайн квиз. Тоа не е помош и не треба така да се представува. Тоа е изговор за да не мора да се организираат повеќе дополнителни сесии. Постојат примери, веќе во Јужна Кореја има спроведување на испитите, треба да се вложи напор, треба да се дезинфицираат простори, да се направи распоред за да има социјална дистанца, меѓутоа ако има желба, може да се реализира физичко полагање во јуни, јули. Тоа се 2 месеци каде што може да се продолжи сесијата, да трае подолго, професорите да одвојат дел од своето време, да присуствуваат на факултетите, како сите би биле заштитени и би полагале. Да, јас
на оваа тема и за овие некои теми немам повеќе прашања. Димитар, Никола, вие некое прашање дали имате или? Јас би имал уште едно додатно прашање, тоа е вклучително затоа што видовме дека УКИМ како нели мегаломански универзитет со премногу факултети успеа некако забрзано да се дигитализира барем некои есенцијални услуги. Дали мислиш дека ваквото забрзано дигитализирање ќе биде како да вид одскочна даска за пост-корона дигитализација на УКИМ? Да. Мислам и барем во однос на административните работи, ова е еден експеримент. Ако во време на криза успеат да ги вршат административните работи онлайн, факултетите, ништо не ги спречува да продолжат да го прават тоа и понатаму. Еден конкретен пример ќе дадам. Најголем дел од студентите мора сами да носат потврди за редовен студент, физички, до Фондот за здравство, како би го продолжиле здравственото осигурување. Ова е небулоза. Небулоза во 2020 година, вие да мора да печатите лист хартија, да ви удрат печат таму, па да го носите у фондот. Успеавме за краток период да издействуваме како универзитет, факултетите електронски да ги испраќаат потврдите до фондот, фондот да ги процесира и автоматски се продолжи осигурувањето на студентите. Кога ова се направи во време на корона, апсолутно дека истото може да се направи и во пост-корона. Така што ете еден конкретен пример за инстантно дигитализирање на една услуга. Меѓутоа сите услуги без изговори може да се вршат дигитално. Административните услуги може, треба и мора да продолжат да се вршат дигитално и после корона. Да, сега веќе универзитетот нема изговори дека не може дигитално и дека ќе се, не знам, ќе падне системот или ќе го хакира некој, така што кога во ова време може вакви работи да се случат, дефинитивно едва и чекаме да видиме што може понатака. Добро, ја мислам дека доволно е ова, не знам како задржавме на 20-25 минути дискусија. Пред да се одјавиме, Бојан, дај ни некој предлог што да правиме у карантин, некоја книга, серија, филм, некоја музика? Книга, па тука десно се вртам. 2 книги имам вака на масава, би препорачал Заробениот ум, Милош Чеслав, фантастична книга која го опишува психолошката ситуација и развој на мислата во Источна Европа после Втората светска војна, како еден тоталитарен режим, тоа е, иако сум левичар, да мора да бидеме реални, како еден тоталитарен режим во Источна Европа влијае на интелектуалната, да кажеме, елита во Чешка, Полска и останатите земји од Источниот блок. И за мене прилично интересно четиво. Не четиво, тоа книга е. Така што би ја препорачал некој да ја чита, а исто така тука гледам и Харари, Сапс, историски развој на целото човештво, уште една стварно фантастична книга. Да, и вие препорачите ми некоја книга, зашто месец дена си викам од утре ќе почнам да читам и никако да почнам. Не морате се, можете и умесите. Пази, ја книги и исто како тебе сум, на почеток на карантинот бев као сега ќе се погоди, ќе си читам, као 3-4 ќе прочитам у месец дена. И од тоа само серии сум гледал и онака, ако сега може да ти препорачам серија, ама книга потешко. Ајде. Од серија инаку ја минатата епизода кој што кажав, The Wire, као легендарна серија, секој мора да изгледа. Добро, нема да препорачам серија, нека остане тоа меѓу нас. Димац, Никола, вие имате нешто или?
Препорачав јас прошла епизода исто Сапиенс, многу добра книга и сега дочитав не почнав Homo Deus да ја читам, исто така страшна, Харари предобар, валда му е, и таа би ја препорачал сега као сиквел на препорачувањето. Па добро, толку од нас за денеска. Следнава нема малце ќе имаме рокада, бидејќи 1 мај иде, а ние сакавме да направиме специјална епизода за 1 мај, која што ќе излезе на 1 мај, така што нема да има у среда, туку у петок, и ќе збориме за вистинската важност за 1 мај и како треба тој да се слави, а како не треба, што за жал е големо. Не знам, 1 мај е голем празник во Македонија, ама не за вистинската работа. Така што ќе се надеваме да ќе имаме доста добри гости и ќе направиме убав разговор на таа тема, така што очекувајте не во петок. А околу некои апдейтс за што ќе се случува со економските мерки, секогаш може Борјан да овикнеме да ни каже што и како. Ако не ни дојде на подкаст, може да ги следите УСС УКЕМ на Facebook, Instagram. Така што нема да бидете неизвестени околу тоа. Поздрав, другари, па се слушаме во следна прилика.